Буковската пипер да стане бренд. Оваа идеја на Slow Food од Битола, кои што работат на проект насловен Одржлива биоразновидност на буковската пипер. Неодамна ги сумираа резултатите во село Буково. Со мене денеска е координаторот на проектот Елена Каровска. Добре дојдовте во вестите на Тира телевизија. Кажете ми нешто повеќе за проектот. Од кога почнавте да го работите и во село Буково ги презентиравте резултатите од досегашната ваша работа. Што точно се случува? Благодарам прво за поканата. Значи, нашиот проект започна со реализација минатата година, април 2014. На 30 јули оваа година го обележавме завршувањето на проектот со еден настан кој што символично исто така се одржа во село Буково. Овој проект беше финансиски поддржан од Глобалниот еколошки фонд и исто така од Фондацијата за биодиверзитет на Slow Food, а беше имплементиран и спроведен од страна на Slow Food Битола. На завршниот настан задоа учество, значи самите производители, жителите на село Буково исто така беа присутни, членови на Slow Food Битола и останати посетители од градот Битола. Беа представени резултатите од моја страна како координатор на проектот, исто така свој вовед во работењето на Slow Food Битола и во текот на овој проект даде и председателот на Slow Food Битола. Исто така имаше работилница за деца на самиот настан, каде што се обидовме да и на децата да им ја доловиме она што беше и целта на овој проект, значи издвојувањето на една пиперка како посебна сорта вариетет, значи буковската пиперка, преку цртање и други методи за работа со деца. И исто така имавме и еден забавен дел каде што им на посетителите им пуштивме видео, каде што беа сумирани сите резултати, слики. Кои резултати, до кои резултати дојдовте во текот на вашето целосно истражување? Значи, основната цел беше да се докаже да се издвои постојањето на една посебна сорта пиперка, буковската пиперка, за која досега постоеа само устни резултати и преданија на некој начин. Сега во текот на проектот сето тоа и научно се потврди, значи имаше испитувања на фенолошкиот тип на пиперката. Исто така имаше и хемиски анализи кои што ја дополнија сликата, она веќе позната слика која што од описите од предците беше пренесувана, се дополни со научни сознанија за да се потврди навистина автентичноста на оваа пиперка. Што е она што е поразлична буковската пипер од останатите? Кој е нејзиниот рецепт? Како, дали може би добивте сознание од жителите што е тајната на рецептот на буковска пипер? Значи, како што споменав, основната цел на проектот е зачувување на биолошката разновидност преку зачувување на едно локално семе. Меѓутоа, тоа да се реализира, ние решивме да го направиме преку еден производ кој што е доста познат како во Битола и така и пошироко. Значи, тоа е буковската пипер, еден вид на зачин од суви толчени пиперки кој што потекнува од село Буково. Меѓутоа, некои не се толку многу воведени дека тоа е посебно село Буково дека постои. Така да, значи, сето тоа го направивме преку популаризација на зачинот, при што, значи, спремивме некои визуелни материјали, значи, публикации, брошура, флаер и слично. Колку жителите од село Буково беа вклучени во проектот и дали можеби имате информација од кога датира, кога бил првиот производител што произведил буковска пипер? Немаме таква информација, меѓутоа најстарата информација која што е многу значајна и е пишан доказ, нели пишаните докази имаат најмногу на тежина, е од 1893 мислам, и од бугарски патеписец Атанас Шопов, кој што споменува дека уште, значи, во 1890 година селото Буково уште тогаш било прочуено по својот зачин, кој што се издвојувало од сите други по својот посебен вкус. Моментално колку жители ја произведуваат оваа буковска пипер? Значи, во проектот вклучивме 11 производители, меѓутоа постојат уште неколку фамилии кои што произведуваат и нормално како секој буковец си сади колку за дома, меѓутоа оние кои што произведуваат повеќе се околу 15-тина. Фактички вие ги поставивте темелите за буковската пипер да постани бренд. Кој е вашиот следен чекор? Што е она што го имате во план? Така, постои, значи, уште да се работи за да стигнеме до бренд во вистинска смисла на зборот. Меѓутоа во сите досега, во сите етапи, во сите фази на проектот кои што се спроведува беа вклучени сите производители.
планираме да продолжиме со нив да работиме и за неколку години да имаме вистински бренд кој што ќе биде препознат на пазарот. Се надевам дека ќе успеете во вашата идеја. Ви благодарам за гостувањето во Актуелна Тера. Секој ви добро. Благодарам и вас.